Андреа Стојковски, Институт Преспа, гостин во студио 10 на скајповска линија. Стојковски, добре дојдовте, драго ми е што ќе можеме да разговараме. Нормално фокусот ќе биде на она што се случува на релација Македонија-Бугарија, сето тоа со европскиот или францускиот предлог. Добро утро, Мишко. Многу манипулации, многу информации. Можеме ли од прилика да фатиме некоја средина, да знаеме што се случи? Можеме да изамериме и забележиме на владата затоа што долго време молчеше, не го даваше предлогот да го видиме, па на крајот под притисок на јавноста мораше да го закачат на сајтот на владата, па под притисок на јавноста мораше и да го преведат. Главен информатор ни беше БГНС наместо да не бидат владини представници, и сето тоа создаде до една ваква клима каква што имаме денес. И како велат, никој не го ни прочитал предлогот, сите велат не благодарам. Од прилика да поедноставиме. Не дека е добар предлогот. Бидејќи го читав, предлогот е лош. Ајде така да кажам. И сега прашањето е, можеме ли да дојдеме до подобар договор? Или можеме да одиме само кон полош договор? Историјата вели 30 години наназад од преговорите со Грција сме имале понуди и понуди многу добри, на крај стигнавме уставот да го менуваме. Веројатно не. Меѓутоа, за почеток, ајде да се вратиме на постапувањето со предлогот и што во суштина се случи и каде би можеле да ги наоѓаме вината на едни или на други. За среќа бев одсутен, за моја лична среќа, бев одсутен од држава во извесен период, кога се случува првиот, односно вториот предлог. Така што не можев да ги следам од дома случувањата. Она што можам да го кажам е дека за текот на преговорите во мандатот на оваа влада, па дури и во мандатот на претходната влада, бевме брифирани како граѓански организации, одредена група на организации од министерот за надворешни работи речиси постојано. Периодично се случува брифинзи на кои што ни беа давани информации за тоа како се развиваат предлозите, што содржат, кои се проблематичните основи, каде се обидуваат министрите или представниците на двете држави да изнедат решение. И тоа е веројатно многу подобар пристап од оној што се случуваше пред актуелниот министер да ја преземе задачата како министер за надворешни работи. Многу поотворен. Точно е дека за да бидеме мирни или за да се чувствуваме задоволно од тоа дека ако не повеќе ги имаме сите информации, добро е да ги имаме предлозите достапни за општата јавност, да може да пристапи, да ги погледа, да ги прочита, да ги разбере, вклучувајќи ги преводот на македонски јазик. Меѓутоа би требало да бидеме свесни и да разбереме дека некогаш некои работи се случуваат преку ноќ во однос на преговорите, исто така некои работи не можат едноставно да се споделат заради тоа што станува збор се уште за работна верзија за која што може да се сподели информација на брифинг, меѓутоа не и документот на кој што се работи на очиглед на јавноста. И конечно, ако зборуваме за тоа дали е добар или е лош предлогот, како на граѓани на држава, предлогот морам да кажам дека е лош, како на човек кој што го поминал практично целиот свој работен век зборувајќи за Европската унија, за заедничките политики и на политиката на проширување, е исто така лош. Меѓутоа, ако ја гледаме актуелната состојба, ако сме свесни во каков свет живееме во овој момент, што се случува на неколку илјадници километри, 1000 километри од неколку илјади километри, тоест од државава, и колкава е опасноста по државата и по регионот, веројатно мислам дека овој предлог е добро решение. Ако пак ги погледнам ставовите кои што државите ги има, нашата и другата страна во спорот до скоро време,
мислам дека овој предлог е навистина многу добар предлог. Додиме од она што се појавува, како да кажам, како манипулација, можеби е прегруп збор, се обидувам да најдам веќе соодветни формулации, затоа што сите сме на краток фитил и секој било што и да каже некако го доживува како личен атак врз него, особено што ајде опозицијата ќе кажете и логично е можеби да биде против, меѓутоа имате луѓе кои што работат евроинтеграција, кои што се за Македонија да биде дел од Европската унија, меѓутоа наоѓаат мани и сметаат дека овој договор е поприлично лош. Прво, бега работата од контрола затоа што во која смисла бега од контрола вербално. Например, ние имаме договор за добрососедство и сега сите се правиме као паднати од Марс. Тој договор за добрососедство, ако не се лажам, помина во собрание со сите партии. Исправете ме ако грешам. Таму пишува јазик согласно Уставот на Република Северна Македонија или јазик кој што ќе се користи, значи македонски јазик. Една од приказните е дека бил загрозен јазикот. И сега владата, која што има катастрофален пиер, кој што не знае да објасни, дали јазикот е навистина на маргините, дали навистина сме под закана дека македонскиот јазик ќе го нема, бидејќи ако го прочитате договорот, тамо пишува како и што стои. Вака, за моите колеги не би сакал да коментирам. Пред малку зборував веќе и кажав, ако гледаме предлогот од аспект на политиката на проширување, на европски принципи и на вредности, тогаш предлогот е штетен, дури и погрешен. Погрешен, дури и штетен. И во таа смисла може би можел да ги разберам и да се сложам со нивната позиција. Меѓутоа, мораме да бидеме свесни во каква состојба живееме и да го гледаме предлогот низ призмата на светот во кој што во моментов живееме. Жалам што и после 30 години независност на државава, се уште единствениот универзитетски професор кој што и мене ме учеше на меѓународна политика, ги подучува и актуелните и политичари, и аналитичари, и истражувачи, што во суштина представува меѓународната политика. Зборувам за професорот Малевски. Ако гледаме само на јазикот, преговарачката рамка, кој што е документ кој што се усвојува еднаш и нема повеќе да се менува, значи Советот одлучува за преговарачката рамка сега и таа е константа се до оној момент додека државава не стане членка на Унијата. Преговарачката рамка вели Македонија, Северна Македонија, ќе обезбеди превод на целокупното европско аки, значи европското законодавство, на македонски јазик. Појасно од тоа не може да биде. Тоа значи дека во наредните колку години ќе траат преговорите, праксата до скоро време беше за оние држави кои што станаат членки беше малку подолго од 7 години. За последните две преговарачки очигледно е дека траат многу повеќе од тие 7 години. Еве да речеме дека ќе бидат 10 години преговорите, иако мислам дека ако има волја општествена и политичка, и ако го употребиме сиот капацитет кој што го имаме, можеме до крајот на оваа декада да станеме членка на Унијата. Тоа значи дека сиот потенцијал кој што ќе биде употребен за превод на законодавство, европското законодавство на македонски јазик, Унијата нема да го фрли. Ќе го употреби и понатаму и македонскиот јазик ќе биде и понатаму службен јазик на Унијата. Другиот момент е дека во договорите е пропишано дека службениот јазик на државите членки е службен јазик и на Европската Унија. Она на кое што некои од говорниците посочуваат, поглавието 34, и
потенцијалот како ќе се развиваат работите таму. Во поглавието 34 се утврдува учеството во институциите на Европската Унија, на државата која што се пристапува, значи на Северна Македонија. Тоа ќе значи какво ќе биде нашето представување во Советот, во Европскиот парламент, колку пратеници ќе имаме и така натаму. Тука ќе се договара на кој јазик ќе се користи во името на државата во секоја од институциите. Вообичаено е дека во Европскиот парламент се преведуваат сите работи на сите јазици на државите членки, вклучувајќи во тоа време и на македонски јазик. Во Советот се преведуваат на сите држави членки. Во Европската комисија, меѓутоа, постојат работни јазици. Тоа е проблемот кој што го гледаме, и дали на македонски ќе се обраќаме во комисијата, можеби и нема. Меѓутоа, тоа не значи дека нашиот јазик ќе биде заменет со бугарски. А во нашиот устав е јасно препишано дека службен јазик на државата е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Во таа смисла, за договорите, јасно е дека тој ќе биде службениот јазик кој што Македонија ќе го има по пристапувањето во членство во Европската Унија. Генерално, можеме ли да сумираме, загрозен ли е македонскиот јазик и македонскиот идентитет? Ако не преведуваме на македонски јазик, ако не го користиме македонскиот јазик, ако не развиваме културни производи кои што ќе ги нудиме на нашите корисници овде, во држава и во странство, ако не пишуваме на македонски јазик и не поддржуваме студии и писатели на македонски јазик, тогаш ќе биде загрозен јазикот и идентитетот. Инаку не гледам како предлогот би го загрозил македонскиот јазик и идентитет. Така, но за тоа сме одговорни самите ние. Ми кога разговаравме за делот на пристапувањето, одговорноста е сега и во иднина, меѓутоа е споделена, заедничка и на Унијата и државите членки и на Република Северна Македонија. Меѓутоа тоа е барем јасно пропишано, а за одржувањето во живот на македонскиот јазик, за творењето на македонски јазик, тоа е сосема домашна одговорност на државата, на нејзините институции, меѓутоа и на граѓаните. Андреја, да одиме на другата специфична тема, бидејќи и вие имате обврски, морам да ве пуштам. Другата специфична тема со која што се користи, а некои манипулираат, тоа е историјата. Дека бугариве ќе ни влагаат во историските читанки, односно ние сме должни да ги праќаме на нив, па тие да ни вратат нас тие како мислат и ние така ќе прифатиме дека. И тука има поприлично многу нејасноти, затоа што многу мал дел од луѓето го разбираат, ајде ќе кажам, можеби е прегнут збор тој бирократски вокабулар кој што го користи во договорите, се користи во договорите, па се обидуваат луѓето и затоа сите го толкуваат на различен начин. Што е со историскиот момент, бидејќи таму знам дека било што да се случи, мора комисијата која што за решавање на историските прашања мора да биде, например, ако са 7, сите 7 да кажат да, тоа поминува, воспротивно не поминува. И сега и ние и тука правиме разни манипулации и ја доведуваме лесно, ги доведуваме во заблуда луѓето. Вака, прво, има едно правило во меѓународното право, вели договорите се за да се имплементираат, пакта сунт серванда, треба да се почитуваат. Држава подпиша договор за добрососедство, соработка и пријателство со Бугарија. Во тој договор се содржани повеќе обврски и тоа е билатерален и е реципрочен, сразмерен договор. Значи, ние сме се обврзали на нешто, тие се обврзале исто така на нешто. Оттаму, ако сме преговарале со лоша волја, со надеж дека ќе го подпишеме договорот за да покажеме као блискост, а потоа да не го спроведуваме, ние сме лошите, не може никој да биде лош за нас.
Во однос на преговарачката рамка и историските прашања, во преговарачката рамка стои дека ќе има годишни прегледи кои што се поврзуваат со имплементацијата на двата договори и ќе има информација од страна на комисијата. За ова работа постави два пати прашање. Еднаш прашав на домашен брифинг со министерот Османи, еднаш прашав на брифинг и разговор со еден од европските представници, односно од представниците на државите членки што ја посетија државава во последниве неколку дена. Го добив од двајцата истиот одговор на различен форум во различен состав. И оттаму немам зошто да не верувам дека тоа ќе биде така. Станува збор за информација која што Европската комисија ќе ја изготви заснована на билатералните на работата на билатералните комисии помеѓу Северна Македонија и Грција, односно Северна Македонија и Бугарија, за имплементацијата на договорот од Преспа, односно за имплементацијата на договорот за добро соседство со Бугарија. Информацијата ќе биде информација, не представува оценка, ниту пак представува притисок и не представува елемент на кој што треба да се усвојува од страна на Советот. Да се разбереме, нема гаранција никаква дека некој нема да го злоупотреби овој момент или Бугарија нема да направи никаков притисок или никаква блокада во иднина. Нема гаранција. Меѓутоа, нема гаранција дури ни без предлогот. Еве ви го моментот. Бугарија гласаше во март 2020 година за почеток на преговори, па потоа 2 години ја блокираше преговарачката рамка. Така што од нас зависи дали сакаме да го употребиме овој момент и да речеме добро, ќе го прифатиме францускиот предлог, ќе почнеме да ја туркаме државата во вистинската насока, затоа што 30 години јас свесно пораснав со надворешно политичкиот приоритет членство во Европската Унија, членството во НАТО веќе заврши, нели, комплетирано е. Ако толку години зборуваме за таков надворешно политички приоритет, тогаш редно е да пробаме да работиме во таа насока. Во оној момент кога ќе видиме дека едноставно не ни одговара, можеме да излеземе од таа авантура, меѓутоа да излеземе од таа авантура во оној момент кога ќе видиме дека навистина постои проблем или нешто што не можеме да го прифатиме. Сега нема такво нешто. Да очекуваме дека ќе се случува толку лошо и заради очекувањата да се откажеме, тогаш тоа е плашливост. Немање на храброст, немање на визија. А ако одиме во приказната и видиме дека работите не се така како што треба да бидат, не ни се допаѓаат, тогаш едноставно сме ја пробале среќата, па знаеме подобро. Но не само Бугарија, Андреа. Не само Бугарија, нас може да не блокира било кого. Уште од овој момент очекувам дека може да се случуваат безброј притисоци и безброј блокади на патот уште од самиот момент на отворањето на првиот кластер од повеќе држави. И кога зборуваме за предлогот и за преговарачката рамка, таму се зборува за правата на малцинствата. Ние се фиксираме на етничкиот момент, заборавајќи при тоа на другите малцинства за кои што рамката зборува. Забораваме на лицата со пречки, затоа што и тие се малцинство. Забораваме на сексуалните малцинства, забораваме на лингвистичките малцинства, забораваме на секаков друг тип на малцинство кој што може да постои. И тоа може да биде наш проблем. Било која држава која што ќе може да го документира дискриминацијскиот однос на државава визави било кое малцинство може да направи проблем. Не треба да очекуваме дека тоа ќе биде Бугарија заради бугарското малцинство. И на крајот на криштата една работа која што можеби ми го олеснува одлучувањето лично е ако во уставот на државава е пропишано дека покрај македонскиот народ конститутивни елементи на државата се и деловите од бугарскиот народ, тоа само значи дека постои разлика помеѓу двата народи.
И кога велам дека не е само Бугарија таа која што ние ако почнеме да преговараме може да стави вето, бидејќи кај нас и тоа се манипулира. И сега мора да сватиме ние дека таква е приказната, односно улогата на Бугарија. Таа е внатре во Европската унија, ги користи методот на посилниот, исто како што на пример правиме споредба кога Бугарија бараше да влезе во Европската унија, тогаш Бугарија не можеше да бара малцинства во Грција. Затоа што беа во нерамноправна положба. Грција можеше да стави вето на Бугарија кога сака. И тоа е тоа кон кое ние мора да се прилагодуваме. И затоа велам не само Бугарија. Ние ако отвориме кластер, например, животна средина, нас може било која скандинавска држава која што е дел од Европската унија да каже ова не бива, бидејќи сега нели е променета методологијата, па се враќаме назад од почеток. Да се разбереме, може за кластер животна средина може и Грција да ни направи проблем, без при тоа да зборува воопшто за името и за имплементацијата на Преспанскиот договор, затоа што, например, Вардар, која што е прекогранично сливно подрачје, реката поминува и низ Грција, се влева во Егејското море, загадува повеќе од дозволеното, например. Да, тоа е едниот дел од приказната и да привршуваме, Стојковски, бидејќи знам дека и вие сте собратски, кажете ми, оптимисти сте, реалисти сте, што ќе се случува, знам дека има во овие моменти би требало да има затворена седница на владата, дали ќе се разговара протокол или нешто друго, како ќе оди сето ова во собрание, дали ќе отиде во собрание како некаков заклучок од сите политички партии, без протоколот кој што дополнително се уште го преговара Османи со Генчовска. Како би изгледала приказнава? Вчера еве го имавме и Вучич, некако сите велат луѓе фатете го возот, бидејќи Бугарија секако ќе ве провоцира. Сега се обидувам да ја парафразирам изјавата и да влезете внатре во Европската унија. Таков е процесот, како ние што имаме проблем со Косово, меѓутоа друго е кога сте во процесот, друго е кога сте надвор од процесот. Апсолутно, кога сте дел од процесот, еманирате зрачите со некаква безбедност, правна, воена, територијална, секаква безбедност. Тоа е привлечно за инвеститори, на крајот на криштата тоа гарантира дека ќе има можност да се подобри квалитетот на животот и животниот стандард. Кога сте оставени на отворено и постојано сте изложени на секакви притисоци или на стресови, тоа воопшто не е добро ниту за луѓето дома. Лично мислам дека ќе најдат сила дури и некои од оние кои што зборуваат против францускиот предлог да ја разберат состојбата во која што сите се наоѓаме, да го разберат повлекувањето на двете држави од сопствените позиции и да разберат дека ова навистина е компромис кој што подеднакво ќе ги боли сите. Она што најмногу го очекувам, а веројатно е многу тешко, да престанеме да бидеме толку европејци на кои што историјата им е толку важна, а многу поважно е сегашноста во која што живееме, состојбата со која што се соочуваме, потенцијалот од војна и дестабилизација и иднината која што ќе им ја овозможиме на нашите деца. На крајот на криштата гледам дека многу голем дел од противниците на францускиот предлог се луѓе кои што се наша диаспора. Не ги обвинувам, ниту пак им го забранувам правото да размислуваат против договорот. Меѓутоа би поставил само една дилема која што треба да има секој во предвид. Тие се толку долго во странство, досега не биле асимилирани, ниту пак бил изгубен нивниот идентитет. Се уште се чувствуваат доволно македонци за да ги тангира, за да ги грижи оваа држава, да ги загрижува оваа држава и да се обидуваат нешто да коментираат, да учествуваат во процесите овде. Зарем сметате дека нешто ќе може да го смени таквото чувство на луѓето кои што живеат внатре во државата? Да, има тука од сепо нешто. Стојковски, јас мислам, и диаспора, и суета, и политизација, и манипулација, и буквално
се што и нормално луѓе кои искрено ја сака држава, јас не верувам човек кој што не ја сака држава, меѓутоа различните ставови не го прави едниот поголем патриот од другиот. Како и да е. Апсолутно. Да, благодарам што бевте дел од Студио 10. Благодарам и на вас за поканата. Андреја Стојковски, Институт Преспа, гостин во Студио 10.